Да, всушност ние ќе продолжиме да ја следиме темата образование до 9 часот, меѓутоа да, двете гостувања следни кои што ни се, ќе ги споиме со образованието, но и двете ни се и за да информираме. Сега ајде да почнеме поред со професор доктор Иван Атанасовски, професор на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Разговараме следново утро. Професоре, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Today спортот денес е спортски самит, што е причина да ни гостувате денес. Но ќе оставам колешката Кристина прво да го постави првото прашање за да направиме спој со темата за што разговаравме досега во Македонија наутро, па ќе преминеме на спортскиот самит. Токму така, професоре, еве скоро еден час разговараме на тема реформи во образованието кои што ни се неопходни, апропо последниот извештај на Европската комисија на оваа тема. Па морам да ве прашам какви кадри продуцира Факултетот за физичко образование, спорт и здравје и што вие како професор сметате дека треба да менуваме низ годиниве? Ја ова утро да ви честитам на тоа што сте се определиле да се фокусирате на темата образование, бидејќи ја традиционално доаѓам од семејство кое со години сме во образовниот процес. Со тоа што, нели како се менуваат годините, јас сум еден од тие кој можеби похрабро коментира, говори јавно дека образование е процес кој мора постојано да се менува и да се реформира. Сега кај нас реформите малку тешко се прифаќаат, ти знаете како кога правите реформи за нешто, луѓето мислат дека им одзимате нешто и се плашат, секогаш ќе даваат отпор, а во принцип во суштина тоа не е така. Конкретно пример Факултетот за физичко образование, спорт и здравје како дел од најголемиот, најстариот универзитет во државата УКИМ продуцира кадри во моментот педагошки профил за потребите на часот по физичко и здравствено образование како образовен процес и од друга како академски студии и продуцира кадри за потребите условно на спортот или спортски тренери кои за жал имаат 3-годишни студии, тоа се стручни студии, каде што после таа диплома за жал ќе говорам отворено не е валоризирана во системот на државата според законските документи, за да тие кадри така завршени дипломирани имаат предност, не знам, во учество во спортските клубови, федерации, не знам, во таа стручност да ја имплементираат во спортот и токму поради тие причини уште некои она што кажате пред малку ние го отпочнавме и тој самит за да полека пред се дадеме можност дека во образовниот процес, особено во делот кој што ние го покриваме како факултет педагошки дел, она што се вика наставник по физичко и спортски дел тренер или не знам едукатор, да го покриеме и со номенклатура диплома која ќе значи дека поминувајќи го вие образовниот процес како тренер, спортски тренер, имате поинакви вештини и перформанси од останатите кои за жал нели во спортот е како спортот е слободна зона кај што можете на база на лиценцирање да бидете тренер и понатака да едуцирате. Знаете како, покрај општата едукација, за мене е многу важна и таа спортска едукација. Во принцип се едукација. И тука во принцип настанува проблемот кога ќе јавно наметнете некои процеси кои се усогласени со европските и треба да ги имплементирате во нашата држава и тука доаѓа отпорот, тука доаѓа зидот кој што удирате и само ако немате цврста волја и желба да го продолжите тоа, веднаш ќе ве обесхрабрат. Мене лично и тимот околу мене не обесхрабруваат во тоа. И тоа сакам да кажам, секој е чест на вас професорите кои што ве имавме тројца денеска во Македонија наутро, кои што и покрај сите предизвици во секојдневието не се обесхрабрувате така лесно. Па имаме некоја академска слобода, можеби и имаме таква автономија за да сме заштитени од повеќе аспекти за да можеме јавно да коментираме и да се обидуваме да ги менуваме процесите. Ајде така тоа да го наречам. Ако зборуваме за менување на процесите, за идеи и слично, Today Sport или спорт денес е самитот кој што трета година поред како Геостратешки институт Глобал го организирате, за кој застанувате вие и вашиот тим, токму за да донесе промени во спортот, во образованието. Трета година поред, можеме ли да кажеме годинава што и како ќе се случува, најавени се исто така повеќе панел дискусии, каде што во фокусот ќе биде спортот, но и образованието. Токму тоа, Ване, хронологијата на спортскиот самит Today Sport,
така и можеби насловен како англиски, ако го преведеме на наш јазик ќе дојде денешен спорт. Целата филозофија на сето тоа кога го отпочнавме беше што тоа представува денешниот спорт на почетокот. Мене ми е жал што на почетокот кога тргнавме пред 2 години, за кои вие сте сведок, образовните институции, институцијата која јас ја представувам ЮКИМ, не најде за сходно да се приклучи на таа идеја. Ги убедувавме дека ова е настан кој на јавна сцена, каде што вие имате повеќе од 200-250 учесници, на јавна сцена се дебатира отворено. Секој има право да го каже сопственото мислење, да сугерира и при тоа сето тоа да се нотира и понатака тоа да се преточува во одредени акти, документи и правилници во нашиот законодавен систем. Што за многу луѓе тоа беше како некој шок да доживеат или ајде ја така размислам дека многу луѓе не сакаат да се соочат со јавноста, да дебатираат и преку тоа е квалитетот на процесите со кои може да ги менувате. Таа година ние не успеавме образовните институции да ги наметнеме. Втората година, 23-та кога го направивме, веќе состојбите се променија. Today Sport успеа да го анулира ваучер системот и да докаже дека ваучер системот за финансирање на спортот условно е криминал, ајде така сурово да се изразнам активност, каде што реално с финансиите не стигна до спортот и спортистите. Тоа го наметна и во тоа ние успеавме како самит и од друга страна една од заклучоците беше да се реактивира идејата повторно да дојдеме до тоа да го имаме Министерството за спорт кое што ќе биде надлежно на дистрибуција на финансии на еден легален и нормален начин. И тоа денеска го имаме. Бидејќи тоа го постигнавме 24-та година на самитот Today Sport му додаваме една нова компонента, идни перспективи во спортот и образованието. Зошто? Зашто се вклучува и мојот факултет, не активно, преку одредени експерти, меѓу кои деканот, и од друга страна за моје лично задоволство се вклучува и универзитетот преку ректорката Билјана, која изрази голема посветеност и желба да го поздрави и понатака ја свати сериозноста дека преку тој самит ние можеме да интервенираме во некои акти, создавајќи нови правци во образовниот процес кои надоаѓаат. Некои за жал изумираат, некои надоаѓаат. А мора да се следат трендовите. Апсолутно. И кога сме кај трендовите, што мора да се следи и тековните процеси. Гласно се дебатира на самитот, еве ќе се дебатира и 3-та година поред. Имате ли чувство досега дека дава некакви резултати? Ја ги кажав резултатите пред малку. Ако земете, ние тргнавме во првата јавна дебата, game changer го викаат странците. Играта ја промени тогашната председателка на антикорупција Билјана, која стана јавно пред сите отворено и кажа дека системот на ваучер не е добар и некако, знаете како, дебатата веднаш се насочи кон тоа, иако нашата цел е продуцирање на нов профил спортски менаџер за потребите на спортот. Од основната цел ние се сите некако самите се сврти во таа насока и окей, тоа испадна и ние го анулиравме. Значи државата свати дека тој начин на финансирање не е добар и го укина и се бара нови модалитети. Во принцип самитот, ако гледаме од тој аспект, ја постигна целта и враќајќи ја идејата, односно денеска не имаме Министерство за спорт. Единствено што не ја постигна, меѓутоа продолжуваме понатака, нема откажување, и да дојдеме до тој степен да го профилираме спортскиот менаџер како нов кадар, како нов профил, кој ќе има обврска да ги менаџира, управува процесите во спортот, а не се мали, верувајте, тие се многу големи. Тоа ќе од оваа година тоа ќе го направиме силно. И предизвик за министерот за спорт, да. Апсолутно. Тоа е еден од почесните говорници кои треба да биде на самиот на годинешните панел дискусии. Професоре, благодариме. 20 ноември е самитот во Скопје, рековме трето издание. Отворен самит, сите се добродојдени, секој кој сака, дури студентите кои доаѓаат прашуваат професоре дали можеме да поставуваме прашање. Токму тоа е силата на демократијата и на јавната дебата. И тоа покажува дека и нивните очекувања се големи и тие сакаат. Апсолутно. Да. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро, секако ќе го проследиме ни самитот на 20 ноември, ќе се видиме во текот на месец декември да ги кажеме заклучоците од овогодишните дискусии. Не се сомневам. Благодарам.